21 век. Ученици трпат физичко насилство од страна на наставниците во училиште. Средина каде децата треба да се чувствуваат безбедно. За вознемирувачкото видео каде наставник удира седмо оделенец па го крева и спушта на земја пред целото оделение во основното училиште Панајот Гиновски во населба Бутел, социолозите велат дека таквите наставници треба да бидат надвор од образовниот процес. Тој прво не треба да има достапност до образовна институција, а дека тој човек, оној кој што велат практицира насилство во образовна институција, сигурно практицира насилство и во слободно време, и во рамките на семејството, тоа не откриваме топла вода, тоа не е констатирано. Значи треба строга санкција и Настанот остро го осуде и од детската амбасада Мегеши. Педагозите се луѓе кои што треба да им окажуваат други доблести на учениците, а не врзнив да вршат физичко насилство, велат оттаму. Секоја детска солза е драгоцена, но никако не смее да биде детето малтретирано и со насилство да се грижиме ние децата да бидат среќни во нашите училишта, но никако не смееме да употребуваме сила или некаков вид друг на булинг, како што може да се види од нашите и да се слушне од нашите јавувања почесто што ги имаме во нашата детска амбасада Мегеш. Социолозите предупредуваат дека ваквото насилство врз учениците негативно ќе влијае врз нивниот натамошен психолошко-емоционален развој. Потребна е национална стратегија за борба против ваквото насилство. Круцијално е казна соодветна, круцијално е подитно подготовка на национална стратегија за борба против насилството и дури да се крене на ниво на морална паника, за да се станеме свесни дека ќе имаме изгубени генерација ако тоа не се направи, и подитно дека треба да се обединат сите прогресивни сили кои што подразбираат, кои што занимаваат со оваа проблематика и да направиме национална стратегија. Само тука ни е спасот. Утре дисциплинската комисија ќе одлучува како ќе постапи за односот на наставникот кон ученикот, соопшти директорката на училиштето. Случајот е пријавен во МВР каде беа сослушани лица поврзани со инцидентот, а известен и јавниот обвинител. Согласно законот за основно образование, секој вработен во училиштето е должен да се грижи за најдобриот интерес на ученикот и да го почитува неговото достоинство, како и Конвенцијата за правата на детето. Забрането е телесно, психичко и сексуално малтретирање и казнување на ученикот и понижувачко однесување и постапување кон него.